Едно неиспиено кафе или неиспушена цигара е минимален чекор напред кон целта колку толку да се заштеди. И покрај тоа што македонските граѓани не можат да се пофалат со големи месечни примања и висок стандард, сепак секој треба да се труди не само да троши, туку и да штеди. Студентите во рамки на деновите на финансиска писменост учат како да располагаат со своите средства сега, кога ќе работат и кога ќе се пензионираат. Од Агенцијата за супервизија на капитално пензиско осигурување МАПАС велат дека истражувањата покажале дека 60% од младите македонци се финансиски писмени, но тоа сепак е под европскиот просек. Брзите кредити, брзите позајмици се оно што е најактуелно сега. Но каде е долгорочниот ефект? Ние нудиме производ со долгорочен ефект. Што значи тоа? Дека ние кога нема да бидеме способни за работа, мора да живееме од ништо. Тоа значи дека во тој период ќе користиме нашата заштедена пензија, односно пензискиот надоместок кој што ќе ни биде исплатуван во текот на пензионерските денови. Сега, од тој аспект, значи основата наша на сите активности лежи во тоа дека имаме потреба долгорочно да штедиме. Од пензиските друштва кои управуваат со пензиските фондови во втори и трет столб им порачуваат на младите редовно да проверуваат дали се пријавени, за колку им се зголемуваат средствата за идна пензија и да го земат в предвид доброволниот пензиски фонд како начин на долгорочно штедење. Едната можност е да земе да одвојува сам индивидуално од своите примања, склучувајќи индивидуален договор со пензиско друштво за уплата во доброволен пензиски фонд. И втората можност секако е така да се создава една атмосфера и тоа младите треба да го поттикнуваат кај своите работодавачи, дека работодавачите треба да размислуваат и за креирање на професионални пензиски шеми. И покрај можностите за тргување на бирза, вложување во инвестициски и пензиски фондови, животно осигурување, македонците се уште традиционално најмногу штедат во банките. Народна банка очекува 7,9% раст на депозитите до крајот на годинава.